Благодарам, председателе. Ќе почнам практично од таму каде што завршивме со претходното пратеничко прашање. И тоа е во дел и во линија на оно што и сакам да го кажам, односно прашањето кое што сакам да го поставам, прашањето е до председателот на Владата на Република Македонија. Имено актуелно е во последните недела дена едно организирање на студенти кои што изразуваат незадоволство околу проект кој што морам да кажам дека се уште, барем според моите информации, во работна верзија, не е влезен во Собранието на Република Македонија. Собранието има доволно механизми да секое законско решение соодветно се издискутира. Помеѓу двете читања секогаш постои можност за јавна расправа, каде што во една процедура која што е деловнички пропишана, може сите забелешки од сите заинтересирани страни да бидат искажани и да бидат напоменати како такви. Но за жал видовме во изминатиот период едно сериозно дезинформирање во јавноста, едно сериозно манипулирање на студентите и секако една реакција на таквото дезинформирање и манипулирање. И како релативно млад човек и како човек кој што имал можност да биде председател на младински организации, ако сакате и како човек кој што имал можност да предводи протести, секогаш имам симпатии, разбирање и поддршка за младински активизам, но исто така многу добро знам колку е тенка границата помеѓу едно искрено реагирање на младите луѓе и една ситуација каде што не секогаш правите информации стигаат и соодветно на тоа има реакција. Конкретното прашање е дали може председателот на владата подиректно да ја објасни целата идеја, која што во моментов е во владина постапка, што се планира со истата, на кој начин владата планира истата да се спроведе, кои би биле бенефициите за студентите, што истите ќе добијат од целата оваа работа, имајќи предвид дека секој се запишува на факултет за да стекне што поголемо знаење, затоа што знаењето е тоа што после тоа во животот се цени и со истото се надпреварува на пазарот на труд. Јас малце и истражував во овие неколку дена и видов дека едни слични системи има например во Унгарија, во Полска, во Словачка, во Чешка, каде што овие завршни испити некаде се состојат и во устни испити, некаде во писмени, некаде во практични испити, а некаде се состојат во комбинација од сите овие три заедно со одбрана на дипломска теза. Така што факт е дека во различни земји е различно организирано, но може да се извлече една паралела на заедничка линија, барем на овие земји што ги набројав, а тоа се Унгарија, Полска, Словачка и Чешка, како и на еден сличен систем во Данска, Ирска, Велика Британија и Австралија, така што може да се заклучи дека таму постои еден завршен испит каде што се оценува она што било претходно стекнато како знаење во текот на високото образование и секако да истото биде измерено. Така што прашањето уште еднаш е да подетално ги добиеме информациите како пратеници, ги добие и јавноста со цел студентите и оние кои што ќе бидат идни студенти, кои што се сега средношколци, добијат прави информации за идејата за проектот и во исто време да можат соодветно да се подготвуваат за истиот, но и да ги добијат информациите како не би имало манипулација, затоа што најлошата работа што може да се случи е да се манипулира со млади луѓе и со луѓе кои што немаат доволно информации и нивната желба, и нивната бунтовност, и нивниот активизам да биде злоупотребен за политички цели, нешто на што се спротивставувам и на кое што мислам дека целото општество треба да се спротивстави. Второто прашање би било околу инфраструктурните проекти. Со закон кој што го донесовме во Собранието на Република Македонија некаде на почетокот на оваа година, го ратификувавме договорот помеѓу македонската влада и владата на Народна Република Кина за финансирање на два големи автопати, еден од Миладиновци до Штип и втор од Кичево до Охрид и до Струга. Од изборната единица од која што јас доаѓам се гради вториот автопат. На средбите кои што ги имаме со граѓани, во посета на населени места, во посета на градови,
Граѓаните прашуваат подетални информации околу проектот, кога точно се планира да биде реализиран, која ќе е динамиката, кои се условите и кои се бенефициите кои што секако ќе ги добијат локалните жители во смисла на развој на туризам, на локална економија. Така што ние сите гледаме дека автопатот се гради, сите кои што патуваме можеме да го видиме, затоа што трасата оди паралелно со постојниот пат кој што оди од Охрид преку Кичево до Гостивар и до Скопје, но доколку имаме подетални информации би замолил за одговор. И третото прашање веројатно ќе беше најсоодветно да е до еден од министрите за странски инвестиции, но не ги гледам, така што ако може председателот на владата или заменик министерот за економија евентуално. Прашањето е поврзано од средби со граѓани во Охрид, во Струга и во Дебрца. Имено, иако постои еден создаден впечаток и во пошироката македонска јавност, може би кај сите нас, дека целиот тој регион главно живее од туризам. Сепак, реалноста во минатото не била таква, не сакајќи на тој начин да ги намалам значењето кое што го има туризмот и приходот кој што го има за локалните жители, но во едни други времења, кога имало една политика на оцелување на селата и на ширење на градовите, најголем дел од луѓето кои што во тој период нашле работа во едни големи гиганти кои што постоја, например во Охрид тоа беше ЕМО, Застава, Илинден, Братство, Отекс, ЖАС, Охридска трговија, Градинар и заедно со поголите кои што ги имаја во Дебрца вработуваја околу 20.000 луѓе, или во Струга тоа беше Стружанка, Борис Кидрич, Единство, Струшко поле, ЕМО Струга, Струшка трговија и така натака, и заедно вработуваја околу 10.000 луѓе, значи вкупно 30.000 луѓе ја наоѓаа својата екзистенција во овие гиганти. За жал, со криминалната транзиција која што се случи во 90-тите години, најголем дел од нив, преку 90% веќе не функционираат, луѓето останаа без работа, во изминатиот период направивме многу, се донесоа тука закони со кои што на дел од нив се помогна, но сега го стојат и отворени прашања. Во изминатиот период се најави една голема германска инвестиција на ОДВ Електрик, која што веќе почна да функционира во одреден дел, се гради и слободната технолошко-индустријска развојна зона на потегот кај Охридскиот аеродром. Прашањето е дали имаме информации со која динамика ќе се развива оваа инвестиција, затоа што има голем број на невработени луѓе кои што секојдневно ја посетуваат и агенцијата за вработување, не прашуваат и нас и сакаат да ја видат својата иднина таму, и дали во еден догледен период можеме да очекуваме и нови инвестиции кои што би биле резултат на активностите кои што ги прави владата за привлекување на странски инвестиции, како би граѓаните имале правилни информации за оваа работа. Благодарам. Благодарам. Господин Николовски, само второто прашање до кого беше упатено? Второто прашање беше упатено до министерот за транспорт и врски. Добро, вред. Или заменикот. Тук, вред. Фала. Пратеникот Александар Николовски упати 3 пратенички прашања. Првото упатено до председател на владата на Република Македонија. Одговор ќе доведе господинот Груевски Никола. Повелете. Благодарам за прашањето, поврзано со темата која што и преходно ја почнавме да ја дискутираме со преходната пратеничка. Значи, јас на почеток би кажал дека постои сериозна разлика помеѓу екстерното тестирање и државниот испит. Кај екстерното тестирање, фокусот е насочен кон наставниците во основните и средните училишта во смисла дали точната оценка на учениците, бидејќи во основна и средна се ученици. Ако ги оцениле со 5, дали знаат за 5 или за 3, ако ги оцениле со 2, дали знаат за 2 или за 4, и согласно тоа колку попрецизно ги оцениле, толку подобро се рангирани на една ранг листа што се прави на крајот на годината, а колку попогрешно ги оцениле, се полошо рангирани. Највисоко рангираните наставници на крајот на годината добиваат одредени финансиски награди во наредните плати во наредната година, а најниско рангираните, оние што се на дното на листата, добиваат одредени финансиски казни со цел да бидат стимулирани да се подобрат.
а овие пак првите што се највисоко рангирани да се стимулираат да продолжат така во смисла на правилно и реално оценување на учениците. Кај државниот испит целта е друга, фокусот е друг. Фокусот е минимум знаење на студентот. Тука не се занимава овој концепт со тоа колку реално оценил самиот професор, велам професор, бидејќи тука станува за факултет, збор, туку дали студентот има барем минимум знаење за шеска. Доколку нема, целта е преку овој државен испит да се натера студентот да го научи тоа што го пропуштил. Дали студентот има минимум знаење, тоа е главниот фокус. Тука немаме реперкусија некоја на професорите, на ниту казни, ниту награди, ниту пак државниот испит се занимава воопшто со професорите, туку само се фокусира на минимално знаење на самите студенти. Државен испит, како што пред малку кажав, има во повеќе држави во Европа, во Полска, во Чешка, во Словачка, во Унгарија, и тој се спроведува повеќе од 100 години во тие држави. И нема никаков проблем. Сите студенти со генерации го полагаат и им помага многу во воедночувување на критериумот за минимум знаење. И така ќе се случи на нашите факултети во различни универзитети, во различни градови, минималната оценка што ја даваат на студентите да мора да биде уедначена. Шеска на пример економскиот факултет во Скопје и на економскиот факултет во Тетово, односно во Куманово, бизнис администрација, да има исто знаење. Понатаму, полагањето на државен испит, како што веќе споменав, ќе биде обврска за студентите кои ќе се запишат од следната учебна година, од 2015-2016 учебната година, значи септември 2015 што ќе почнат со студирање. Првото полагање би било некаде кон средината на 2017 година, за оние кои дотогаш ќе ги завршат испитите од прва и од втора година. Инаку, класично екстерно тестирање на универзитети, како што опозицијата овие недели го нарекуваше државниот испит, значи класично екстерно има во државите како Британија, Австралија, Ирска, Данска и други, но во нашиот случај не воведуваме екстерно, туку државен испит кој што го има во овие држави што ги споменав, Полска, Чешка, Словачка и Унгарија, зборам од земјите во Европа. И уште еднаш ке нагласам, не е целта да се види дали реално студентот има знаење за 10-ка или за 9-ка или за 8-ка, туку дали има најмалку за 6-ка. Доколку нема, како што кажав, преку можностите за преполагање, да се натера студентот да се стекне со минимално знаење и кога ќе излезе со диплома, да системот е сигурен дека тој студент има барем минимално знаење за природна оценка. Овој систем веќе функционира на медицинскиот факултет, значи државен испит на медицинскиот факултет има одамна, но од неодамна се воведе и на 2 пати полагање на тој државен испит на медицински факултет, односно после втора година и на крајот на студиите, така што од тој аспект ова не е целосна новина, да речеме, таа веќе постои на студиите на медицински факултет и таму немаме никакви проблеми со овој испит. Оние студенти кои што ги гледавме во минатата недела, кои протестираа, всушност дури и да сакаат нема да полагаат државен испит, од причина што не се запишани по програма во која што се предвидува државен испит. Исто така, студентите кои што студираат на било кој универзитет, независно дали е приватен или државен, ќе треба да го полагаат овој државен испит, кој што ќе биде полаган во државни центри, значи во специјални центри, надвор од просториите на универзитетот, и ќе биде спроведен од страна на одборот за акредитација, кој што е главно составен од универзитетски професори. Она што е значено е дека чекорот се прави со цел да им се помогне на сите студенти. Прво да им се помогне на оние студенти
кои што без знаење дошле до одредени оценки и може да дојдат и до диплома на тој начин, затоа што тоа понатаму ќе им се одрази ни животот. Тоа не е добро за нив. Понатаму немањето знаење и навика за учење ќе им се покаже ни животот како многу штетно. И порано или подоцна, дали кога ќе бараат работа или кога ќе се вработат, па ќе сакат и да го задржат работното место или да напредуваат, ќе се соочат со проблеми. Но исто така, ова е значајно и за студентите кои што со знаење, со учење, со посветеност и одговорност ги полагаат испитите. За да не бидат во неравноправна положба во смисла некој друг да ги положи, односно да добие оценка без знаење, а тие сепак да бидат во ситуација да со многу повеќе труд и посветеност да дојдат до својата оценка. Она што исто така е значајно е дека испитот ќе се полага компјутерски, испитот ќе се полага на начин на кој што нема да може да биде, да има разни препишувања и слично. Софтверот ќе одредува прашања од голем базен на прашања, кој што ќе биде преходно неколку месеци објавен. Значи, секој студент ќе знае кои се прашањата од кои што не може да му се падне одредено прашање. Прашањата во тој голем базен ќе бидат извадени од наставната програма која што самиот универзитет и факултет ја доставиле до одборот за акредитација и се декларирале дека студентите ќе учат од таа програма. И што се однесува до писмениот испит, веднаш по завршувањето на последното одговорено прашање, секој студент ќе го знае, ќе ги знае бројот на бодови што ги освоил, дали положил, дали паднал. Самиот компјутер ќе му ги презентира, а на огласна електронска табла сите во просторијата ќе може да ги видат бодовите кои што ги добил секој одделен студент, така што не постои простор за нешто подоцна да се промени, да се додаде, да се одземе или било што. Веднаш во моментот кога се одговара последното прашање, и самиот студент пред него на компјутер и сите други студенти во салата и испитната комисија ќе може да го видат резултатот на секој од студентите. Како што кажав, се подели испитот на два дела со цел да им се помогне, затоа што понекогаш кога ќе дојде студентот на крајот на студиите може да позаборави нешто што го научил и го полагал во прва година, затоа се дели на два дела со цел да им се помогне, додека им е посвежа материјата што ја положиле да го положат и државниот испит. Дали ќе има и усен испит, тоа се уште се дискутира, или практичен, тоа е се уште во фаза на разработка и веројатно за некој одреден период Министерството за образование, кое е многу посветено работи на овој проект, ќе излезе со финалниот концепт. Тоа се отприлика основните работи за кои што треба да се знаат. Штом се заврши финалниот концепт, нацрт законот ќе биде испратен во владата. Штом владата ќе го усвои нацрт законот, ќе го даде на јавна расправа, која што веќе е почната во една ваква фаза, но ќе го даде на јавна расправа и со текст. Сега е без текст. Значи, по усвојување на нацрт законот, текстот на нацрт законот ќе биде даден во јавна расправа. По јавната расправа повторно ќе се врати на влада со предлог на закон и тој предлог на закон ќе дојде до Собранието на Република Македонија. Еве вака, тоа е отприлика планот и нашите размислувања во владата и пред се во Министерството за образование, кое што го работи овој проект и кое што многу посветено се фокусира на подобрување на квалитетот и на образованието и воедначеноста во знаењето за минимална природна оценка. Благодарам. Благодарам и јас. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор пратеникот Николовски Александар. Полето. Благодарам, председателе. Мислам дека голем дел од дилемите кои што се отворија во јавност или од информациите кои што се појавија се разрешени и имаме целосно спротивни информации од манипулациите кои што ги имавме во изминатиот период, што само јасно покажува на една тенденција која што постоеше. Јас би сакал само кратко да споменам дека постоеше и една манипулација која што е поврзана со тоа кој ќе го спроведува овој државен испит. Имено и тука имаше многу злоупотреби на младите луѓе, каде што се кажуваше дека тоа ќе
го прави владата и дека на тој начин ќе си има влијание врз истиот. Само да го споменам примерот на Словачка, каде што испитот се полага пред комисија, која што на ниједен начин не е поврзана со Министерството за образование и наука на Словачка, туку што си една комисија која што е независна и која што е составена од професори кои што се и од универзитетот кај што се полага и онадворешни. Дали имаме, значи дополнителното прашање е дали имаме веќе сознание која би била комисијата која што би го спроведувала државниот испит, односно на кој начин би била формирана таа комисија. Благодарам. Благодарам. Пратеникот Александар Николовски има дополнително пратеничко прашање. Одговор се добиете господин Груевски Никола, председател на владата Република Македонија. Благодарам. Нацрт законот се уште не е спремен, но размислувањата за сега одат во правец да, како што пред малку и начнав, државниот испит да го спроведува одборот за акредитација, кој што ќе биде составен главно од професори, и предност за учество во тој одбор ќе се даде на професори кои што имаат најмногу издадени статии и во изданија со импакт фактор. И тоа со повисок коефициент на импакт фактор, што значи професори кои што добро котираат и меѓународно, чии што истражувања и статии се примаат во списанија со фактор на влијание со повисок коефициент, што значи нивното научно работење има поголема тежина отколку само локална. Тоа се обично и професори кои често патуваат на други универзитети, во други држави, на посилни универзитети, држат и предавања на посилни универзитети, ги знаат системите во поразвиени држави, така што веруваме дека тоа ќе бидат и професори со посилен интегритет и со поголемо искуство стекнато од нивните престои, научни, образовни и така натаму надвор од Република Македонија. Тоа е одговорот во однос на спроведувањето. Значи, спроведувањето за сега, според размислувањата, се предвидува да го спроведе одборот за акредитација. Благодарам. Второто прашање упатено до министер за транспорт и врски. Одговор се добиете заменик од министер за транспорт и врски. Повелете. Ви благодарам. Значи, се поставува прашање за активностите кои се одржуваат во автопатот Кичево-Охрид. Носител на проектот е Министерството за транспорт и врски. Рокот на остварување на проектот се предвидува да биде февруари 2018 година. Средствата се обезбедени 374 милиони, како што знаете, финансирани од Ексим банка и буџетот на јавното предпријатие државни патишта. Актуелната состојба се работи во подготвителните работи на трасата, приближно е пробиено 25% од трасата. Отпочнати се подготвителни работи и во пробивањето на тунелот. Во постапка е постапката на експроприација. Сега за сега се решени имотно-правните прашања во локација, третата локација за кампот, при што освен кампот е предаден на извршителот на проектот, се јавува проблем на терен во подземните кабли, посебно со ЕВН и Телеком. Во фаза е подпишување договор со Телеком за преместување на оптичките кабли и договорот е предаден и до извршителот на проектот. Потребно е да се комплетираат и одредени проекти кои сега за сега треба да се отворат за постојниот проект. За дополнителни информации можеме писмено да ви одговориме. Благодарам. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање. Има збор пратеникот Николовски Александар. Повелете. Благодарам, председателе. Благодарам на информациите. Би замолил за писмен одговор за подетални информации. Во исто време едно кратко дополнително прашање, тоа е по однос на кракот кој што треба да води од општина Деварца до општина Струга, односно од Требеништа до Струга. Како се тука плановите и кога се планира да почне реализација на
истиот, доколку има информации за мене од сега, доколку не исто така написмено. Благодарам. Благодарам. Има допълнително пратеничко прашање. Одговор? Писмено ќе добиете и на допълнителното пратеничко прашање. Третото прашање упатено до еден од министрите без ресор или заменик министер за економија. Одговор ќе добиете од председател на владата на Република Македонија, господин Груевски Никол. Повелете. Благодарам на прашањето, поврзано со Охридско-Струшкиот регион, односно со можностите и шансите за отворање на нови работни места во тој дел. Беа споменати некои работи од пратеникот, како што е германската ОДВ Електрик и така натаму. Јас би го спомнал следното за покрупните оние заинтересирани компании. Значи, отприлика околу една година ние работиме со две германски фабрики во смисла на нивно доаѓање во Охридско-Струшкиот регион и отворање своји капацитети кои ќе вработат поголем број на луѓе. Едната од нив, тоа е ОДВ Електрик, некаде во април го објави своето влегување и веќе започна да регрутира вработени, така што веќе одредена бројка на вработени, 40 или 50, не знам точно, ги ангажираше во Браунфилд инвестиција, односно во постоечка хала, со намера да изгради голема фабрика во технолошко-индустријската развојна зона Струга Охрид, каде што планира да вработат поголем број луѓе. Не сеќам на точната бројка, но веројатно беше некаде околу 1000 луѓе. Втората компанија, која исто така доаѓа од Германија, е во завршна фаза на одлука каде точно ќе ја изгради фабриката, односно каде точно ќе се стационира, во смисла дали тоа ќе биде во просториите на ЕМО или во технолошко-индустријската развојна зона Охрид Струга. Значи, нивниот председател на компанија минатата, односно оваа недела, се извинувам, предвадена беше кај мене, заедно со други министри, и ми кажа дека од прилика за околу 2 недели од сега би требало компанијата да ја донеси финалната одлука дали ќе се стационираат во просториите на ЕМО или пак во технолошко-индустријската развојна зона. Го прашав од што им зависи одлуката. Одлуката едноставно зависи од математика, од калкулација на трошоците, колку би им биле ако се на едното или на другото место, и дека потврди дека во период од 2 недели ќе имаат финалната одлука околу ова. Значи, тука, според она што го видов на состанокот, не постојат дилеми дали тие ќе инвестираат во Охридско-Струшкиот регион, туку дали тоа ќе биде во просториите на ЕМО или ќе биде во технолошко-индустријската развојна зона. Тоа е исто така фабрика која ќе вработи голем број на луѓе. Нивното име се уште не сум во можност да го соопштам, бидејќи тие се уште тоа не го објавиле. Ние секогаш го објавуваме името откако самата компанија ќе го објави, така што во моментот кога тие ќе го објават и ние ќе го користиме името на оваа германска компанија од секторот на делови за автомобилската индустрија. Покрај овие две големи фабрики, две големи компании кои што треба да вработат огромен број луѓе, постојат 3 други заинтересирани компании за преземање, купување на објекти од поранешен ЕМО. Едната е од Унгарија, втората е од соседна Бугарија и третата од соседна Србија, кои што пројавија интерес за инвестирање, купување на делови од ЕМО, вработување на луѓе во нив и почнување на нивно производство. Сите овие 3 се од областите кои што во минатото ги работеше поранешното ЕМО. Делумно се од делот на трансформатори правење, делумно од делот на далеководи и слично. И се надевам дека во блиска иднина ќе имаме одредена разрешница околу овие 3. Најпрви се надевам дека ова втората германска компанија, која што во рок од 2 недели се надевам ќе одлучи точно каде ќе ја позиционира својата фабрика, во зоната или во ЕМО.
Значи, тука одговорот го очекувам најбрзо, а потоа, во наредните неколку месеци, се надевам дека и другите 3 компании кои пројавија интерес за делови од ЕМО и производство на работи кои што самиот ЕМО во минатото ги произведувал, дека и тие ќе се произнесат, односно ќе кажат конечно дали ќе инвестираат или не, односно дали ќе вработат во ги или не, бидејќи нашата крајна цел е отворање на нови работни места. Ние како влада сме целосно посветени на овој дел, големо внимание, голем фокус, голема концентрација посветуваме на овој дел, на отворањето на нови работни места, всушност можеби и најголема, и работиме со сите сили да ги убедиме, да ги привлечиме, да отворат своји капацитети и да вработат луѓе тука во Македонија, во случајот во Охридско-Струшкиот регион. Благодарам. Благодарам и јас. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор пратеникот Николовски Александар. Повелете. Благодарам председателе, благодарам на одговорот и благодарам на убавите вести. Мислам дека навистина ова ќе представува еден позитивен импулс за целиот регион и едно силно економско заживување на регионот, така што да се заблагодарам на председателот на владата и да посакам успешни понатамошни разговори и што побрза реализација на истите, така што благодарам. Немам дополнително прашање.